Почитувани гледачи, почитувани браќи и сестри македонци и почитувани браќи и сестри славјани, добредојавте во една емисија на Родински разговори која што е уникатна сама по себе. Општо познато е дека Родина се залага, можеби единствената партија во Македонија, дефинитивно единствената партија во Македонија, а во разговорот со мојот соговорник денеска пред оваа емисија дознав дека сме единствената партија на Балканот воопшто која што се залага јавно и декларира јавно како партија која што се застапува словенско единство, го застапува панславизмот како политичка опција за словенските народи и дека за жал сме единствените кои дават можност на оваа идеја да се расшири во етерот, во јавноста и македонскиот народ да осознае за оваа идеја, затоа што навистина малку се знае. Денес ќе разговараме на темата панславизам, што значи тоа за Македонија, за македонскиот народ, но и за сите словенски народи, за нашите братски словенски народи кои што денеска се поделени повеќе од кога и да било претходно во историјата. Ќе разговараме на темата за тоа како можеме подобро да ги развиеме нашите односи, каде сгрешивме низ историјата, како се доведовме до ова дереџа каде што сме денеска, каде се имаме, чист пример е македонско-бугарските односи, каде што малку е да се каже дека сме непријатели, тури сме малку и повеќе од непријатели за жал. Но ќе разговараме на тие некои теми, а со мене е еден драг човек навистина, се знаеме само еден ден, Филип од Хрватска. Здраво, Филип. Уствари да, денеска веќе 2 дена, ден и пол. Така да, он доаѓа од Хрватска, има многу интересни видувања и пред да започнеме со нашиот разговор, би сакал да се представиш на македонската публика. Evo, pozdrav za sve vaše gledatelje, za slušatelje. Prije svega, hvala tebi Stefane što si me ugostio ovdje. Zahvaljujem se i domaćinu Zoranu na gostoprimstvu i pozdravljam i Andreja iz Rusije. Inače, moje ime je Filip Marić, po struci sam inženjer, bavim se tako tehnologijom, a kada se ne bavim tehnologijom, slavistika je moj hobi, moja ljubav. Već duži niz godina se zanimam slavenskim svijetom, jezikom, narodom i politikom, naravno, i u političkom svijetu djelujem, kao što sam sada i ovdje došao kao gost. Napisao sam jednu knjigu prije, dosta godina. Knjiga se zove Slavenska država, tu ćemo reći nešto i o toj knjizi. Knjiga je dostupna i u engleskoj verziji, i u ruskoj verziji, i na hrvatskom. Dostupna je besplatno na stranici slavicmovement.hr, a može se kupiti engleska verzija na Amazonu, košta 5 eura. Eto, to je to. Hvala, Stefane. Така, добре дојде во Македонија, добре дојде во Родински разговори уште еднашка. Ајде да започнеме со твојата книга. Инспирацијата да напишеш вакво, според мене, ремек дело, кое што е малку може да се забележи на полиците во книжарниците, вакво нешто нема. Значи, мене навистина ми е голема чест и се чувствувам привилегиран да имам вакво нешто и ти благодарам за подарокот. Еви, јавно ти се заблагодарувам. Навистина е ремек дело. Како дојде до идејата за ова? Од каде започна интересот за панславизмот и за славјанството воопшто? Tako je, znači moj interes za panslavizam je počeo 2019. A vjerovali ili ne, ja sam svoje putovanje započeo kao hrvatski nacionalist. Ja sam bio hrvatski nacionalista. To je već u godinama 2017. do 2018. sigurno. Kada sam bio u srednjoj školi, počeo sam da se zanimam filozofijom, teologijom, politikom i tad sam osaznao da je narod nešto što je došlo ovdje od Boga i da vrijedi da se čuva, da se štiti. I onda sam istraživao povijest i vidio sam da hrvatski zapravo ili Hrvati kao narod, mi nismo nekakva izolirana jedinica, odnosno ne znam da postojimo samo u Hrvatskoj, nego mi kao narod postojimo i mnogo šire, postojimo i u Rusiji i u Makedoniji, samo što koristimo drugačije ime. Ali dijelimo iste pretke, došli smo od istih predaka, bili smo na Balkanu dugi niz godina i migrirali smo i van Balkana i rasprostranili smo se
I usprkos svim okolnostima koje smo imali i povijesnim teškoćama, uspjeli smo da i očuvamo i jezičnu sličnost i našu kulturu dijelimo i tako dalje i mnogo općega. I onda sam ja, još dok sam bio dijete, dok sam bio dosta mlađi, sam došao do zaključka, a zašto smo mi razjedinjeni? Ako imamo toliko sličnoga, ako imamo toliko toga što nas povezuje, zašto mi politički ne djelujemo zajedno? I to je bilo 2019. nekako kada sam ušao u panslavizam, tad sam i započeo organizaciju koja se zove Slavenski pokret. Cilj te organizacije jest upravo da poveže različite slavenske organizacije, političke stranke, udruženja i da se napravi jedan front. Jer on je odsustvovao i dalje nije tvrdo formiran, ali je nešto što je potrebno ako želimo imati perspektivu u budućnosti i preživjeti kao narod. Tako da mogu da vam kažem par riječi o ovoj knjizi. Da. Da, znači ova knjiga predstavlja jedan scenario budućnosti u biti. Ona može da bude, tako da kažem, kao neka budući geopolitički scenarij ili može neko da kaže da je, neko bi rekao da je i fantastika, jeli? Ali je nešto što svakako može biti i stvarnost. Ona govori o tome kako bi mogla izgledati ujedinjena slavenska država kada bi se sve slavenske države ujedinile u jednu. Zato se ona zove slavenska država. Mi danas imamo više slavenskih država, većina od njih su republike, ali ovdje kad kažemo slavenska država pretpostavljamo da su se one ujedinile u jednu političku cjelinu. Ona ne pretpostavlja savez, konfederaciju ili federaciju, nego na nju gleda kao na jednu unitarnu slavensku državu, što je neki scenarij koji možda može postojati, ali daleko u budućnosti, ali svakako zanimljiva perspektiva za razmišljati o tome. Predstavlja kako bi taj jedan sustav mogao izgledati i također kratko spominje s kojim se problemima susreću Slaveni danas u današnjem svijetu. Inspiracija za ovu knjigu možete pogledati na poleđini da pročitate, znači tu ne piše moj potpis, ne piše moje ime, jer ja jesam autor ove kompozicije kao knjige, ali ja nisam autor ideje panslavizma. Nisam niti prvi počeo, ja samo nastavljam djelo naših predaka i jedan od tih predaka je Juraj Križanić. Vrlo zanimljivo je, Juraj Križanić je bio Hrvat, Juraj Križanić je bio rimokatolički svećenik i Juraj Križanić je bio jedan od prvih zabilježenih službenih panslavista koji su postojali u povijesti. Danas je on u Hrvatskoj, nitko ne zna za njega i nije politički relevantan, ali moj cilj je nekako da pogotovo njega u Hrvatskoj dovedem nazad u život i da ponovno postane politički relevantan, jer svakako je jedan od najvećih slavenskih i hrvatskih velikana koje smo imali. I on je zapravo prvi počeo govoriti i pisati o jednoj ujedinjenoj slavenskoj državi. Jedina je razlika, Stefane, što bi gledatelji trebali razumjeti, ta da mi smo sada u 21. stoljeću. Mnogo toga se promijenilo od toga kada je Križanić pisao i moja ideja u ovoj knjizi je bila ta da predstavim tu ideju, ali u kontekstu 21. stoljeća. I tako na početku knjige kada istražuješ pisao sam i o slavenskom identitetu, pisao sam o različitim ideologijama s kojima smo se mi susretali kao narod, marksizam, liberalizam, raznorazni nacionalizmi, kada su se formirali posebni slavenski identiteti, zašto je došlo do toga i tako dalje. I razotkrivam stranicu po stranicu sve te strane ideologije koje smo mi kroz ta stoljeća prihvatili kao nešto normalno i o tome pišem da se to treba odbaciti, da se treba vratiti ka izvornoj slavenskoj misli, načinu razmišljanja i da se treba okrenuti nazad ka tome kako su živjeli i razmišljali naši preci. I to je manje više suština knjige, sad ne znam ako imaš kakva pitanja, eto slobodno. Pa vaka, interesno je to što kako koncept panslavizma не е добро сватен. Посебно во Македонија, не знам сега во Хрватска како се сваќа. Во Македонија и напротив има и голема одбивност кон панславизмот, затоа што имаме наратива во Македонија дека македонците не се словени, дека се антички и така натаму. И сега има еден голем проблем. А тоа е што
ние како држава, а генерално и сите словенски држави на Балканот, посебно на Балканот, прифати една западна теза, создадена во Виена, во Беч, наратива, историска вистина под наводници, дека словените дошле од зад Карпатите, односно од Украина денешна, Русија и така натаму, и дека се населени на овие простори тука. И дека таа била миграција нели во 6 век, големата представа на народите и така натаму. Сега, кога ќе видиме дека кога ќе земе нели од тој аспект, тука се негира континуитетот на еден огромен народ од многу стотици милиони луѓе, па малтене таа теза кажува дека ние сме создадени преку ноќ, дека тука сме дошле, некако случајно сме се асимилирале, сме се преобратиле со тогашно население што живеело и дека така со тек на време сме успеле да создадеме некоја народ, нација и така натаму, се развивало нели тоа со текот на вековите и по некоја случајност имам исти јазик. Сега, во Македонија тоа е многу здраво за готово прифатено. Нема алтернатива, нема алтернативна мисла како што е панславизмот, која што отворено се спротивставува на оваа теза, дека словените се автохтон народ на овие простори. Не се дојдени. Напротив, се автохтони. Тоа не значи дека словените не биле и од таа страна. Значи словените биле автохтони и таму и тука. Немало пресеба на народите како што ни сакаат таа да прикажат голема, огромна, со кајаци, со кочи, со такви некои работи. Едноставно не постоела во таква форма. И сега настанува прашањето зошто Западна Европа и општо таа западна цивилизација би сакала да го негира ова сега ние тука што го тврдиме. Која е причината? Па ја ќе го кажам моето, па би сакал и твоето мислење да го слушнам. Главна причина е тоа што во случај на сценарио, да погледнеме пред мапата. Мапата, верувам дека ја познавате мапата на Европа. Ова е па можеби, ако не половина, скоро половина од мапата на Европа. Потенцијална обединета словенска држава, која што горе-долу картата би изгледала вака, европскиот дел, ако земеме Русија, тоа би било чудовишто држава со ресурси, со население од неколку, колку 350-400 милиони, така? Така е, да. Тоа би било машинерија со која што Западот, колективниот тој Запад, како цивилизација во наводници, која што е геноцидна по сите основи, историјата тоа го потврдува, не би можело да се бори. Едноставно би била поразена. Во онаа доктрина на Римската империја раздели па владај, кој што ја практикуваат со векови, уште од самиот почеток, они и до ден денеска ја прават. Затоа постои македонско-бугарските односи какви што се постојат такви. Затоа имаме ситуација каде што имаме загорченост меѓу Полска и Русија до ниво на желба за меѓусебно истребување, повеќе од полската страна за жал. Имаме војна во Украина, каде што имаме крв до колена. Имаме нетрпеливост меѓу србите и хрватите, србите и црногорците, србите и босанците, босанците и хрватите и така натаму, тука уште покомпликувано во однос на горе. Така што они намерно ја прават таа теза дека ние не сме автохтони, дека сме послаба етничка заедница, народност, не знам како сакате наречете, нација, можеби нација сме. Народност, да, најдобар термин е народност. Дека сме под нив и дека они се тие кои што нас ни донеле некоја цивилизација. Воспротивно, доколку се докаже ова што ние го тврдиме тука, дека ние сме словени и дека античките македонци навистина биле словени, тука настанува еден голем проблем. А тука пропаѓа грчката државност, Грција нема на што да темели својата државност. Пропаѓа теоријата на Албанија за илирите, Албанија не може да постои како држава. Пропаѓа тезата дека лулка на цивилизацијата, на западна цивилизација е грчката филозофија. Таа не била грчка филозофија, ќе испадне дека е словенска филозофија, преработена по западен терек за да го избришат словенското влијание, односно не словенското влијание, тоа не било словенско влијание, тоа било изворно словенско дело. И тука настане проблемот. Tako je. Ja ću samo još da napravim diverziju, da se uključim. Kad si spominjao propagandu, vrlo je važno da objasnimo gledateljima iz Makedonije da je Hrvatska po tom pitanju vrlo specifična. Zato jer su oni napravili falsifikat identiteta. Znači, mi smo kao Hrvati, mi smo bili jedni od prvih panslavista uopće, sa Jurajem Križanićem i tako dalje. Mi imamo silnu bazu
Poslije dolazi i Pavao Vitezović i tako dalje, malo širi ili modificira ideju, odnosno želi da ujedini slavenske zemlje pod hrvatskim znamenjem i tako dalje, ali uvijek je bila činjenica da smo mi jedan narod. Tako je. Jedan narod i to nitko nije poricao. Nitko od Hrvata nije postojala takva misao da se radi o različitim narodima. Do trenutka u našoj povijesti kada dolazi Ante Starčević koji se odvaja od Ilirskog pokreta. Ilirski pokret je bila panslavistička organizacija koja je isto tako kao što vi kažete tvrdila da su Slaveni autohtoni na Balkanu. To je Ilirski pokret. Ilirski pokret kao ideja nažalost je propala, ali iz nje je izašla Hrvatska stranka prava Ante Starčevića. U Hrvatskoj stranci prava Ante Starčevića je iznačalno također bio koncept da su Hrvati i ostali slavenski narodi okolo da se radi o jednom narodu. Međutim, u toj stranci dolazi do raskola između Ante Starčevića, odnosno ne Ante Starčevića, Mile Starčevića koji je došao poslije Ante Starčevića i Josipa Franka. To je bio raskol u Hrvatskoj čistoj stranci prava. Josip Frank je nije bio Hrvat, nego je bio Židov, odnosno bio je stranac. I vrlo je zanimljivo da se jedan stranac probio na vrh Hrvatske stranke. Hrvatske stranke prava koja je trebala biti najviše nacionalistična hrvatska stranka, općenito. I još od Josipa Franka, znači postoji jedno djelo odnosno o kojem piše Stjepan Radić, još jedan hrvatski političar, on kaže, odnosno navodi u tom dijelu da Josipe Frank, odnosno doktore Frank, vi niste Slaven, a tvrdite da ste Hrvat. Vi ne možete da budete Hrvat. Da biste bili Hrvat, vi morate da budete Slaven i to je nešto što je potvrdila nauka. To je opće jasno poznato. Međutim, poslije smrti Franka, hrvatska politika se razvila tako da mi sebe želimo da izoliramo, ne gledamo se čak niti kao slavenski narod, nego sa doktorom Ante Pavelićem i tako dalje, ustaški pokret razvija neku gotsku teoriju, gdje iransku i tako dalje, što dovodi do naše političke izolacije u kojoj se nalazimo do dan danas. Znači, želim da predočim hrvatskim gledateljima da kada mi govorimo o sveslavenstvu, odnosno panslavizmu, mi nismo komunisti, mi nismo titoisti, mi nismo dio takve političke struje, zato što se u Hrvatskoj slavenstvo asocira sa titoizmom, nažalost. Da. Pa Jugoslavija, za žal. Tako je. Jedina Jugoslavija koje se hrvatski narod danas sjeća je Titova Jugoslavija i uz to vezuje i onu panslavističku trobojku i panslavističku zastavu i tako dalje. Međutim, tu dolazimo do krucijalnog problema s kojim se mi Hrvati susrećemo danas i Makedonci i svi ostali Slaveni. To su masovne migracije, masovne nekontrolirane migracije gdje kod nas dolaze potpuno vanzemaljski narodi. Znači mi kada uspoređujemo jednoga Makedonca, jednoga Hrvata, to je narod koji izgleda isto, narod koji dijeli istu genetiku. Vi možete da napravite genetički test, ona se dijeli na genetika Balkan, genetika Istočna Europa i genetika tamo što kategoriziraju kao grko-albanska i tako dalje. Svi mi imamo sličnu smjesu, ne znam, 40-50% Balkan i onda se miješa, ovisi postotak, 20-30% Istočna Europa i tako dalje. Znači mi smo genetički vrlo, vrlo slični jer imamo iste pretke, živjeli smo zajedno stotinama godina, stoljećima, mi smo isti narod. A ljudi nemaju, Stefane, takav koncept da smo mi isti narod. Hrvata, nekog prosječnog, ako ti pitaš za Makedoniju, šta on zna o Makedoniji, pa ne zna ništa. Pa ne zna ništa i ako ti kažeš da je Makedonija, ne znam, pod migrantskim udarom, da ima problema sa migrantima i tako dalje, Hrvat će da kaže pa mene se to ne tiče, pa ja ne znam. Hrvati moraju da shvate da ti kada dođeš u Makedoniju, govoriš na hrvatskom jeziku ili Srbin ako dolazi, on govori na srpskom, tebe će da razumiju svi i ti možeš normalno da govoriš na svojem jeziku. Znači dolaziš vrlo, vrlo daleko od Hrvatske, ali možeš da vidiš hrvatski grb kada uđeš u jednu pravoslavnu crkvu u Makedoniji,
ti možeš da vidiš jugoslavenskog orla koji na sebi ima hrvatski grb. Znači ti si toliko daleko od domovine, a opet domovina je tu, odnosno rodina, kako se kaže na makedonskom. To je nešto što Hrvati moraju shvatiti i Hrvati će biti prisiljeni da to shvate, jer će se naći kao stranci unutar vlastite države. I mi imamo taj fenomen da se Slaveni van slavenske države se bratime, vole se, druže se, ljube se, jel tako Stefane? Mi to znamo. Tako je. Zašto? Zato što kada si vani, onda si stranac. Kada te okružuju strane kulture i stranci, ti vidiš jednog Hrvata koji te razumije, koji govori slično kao ti, koji govori sličan dijalekt. I normalno da budete bliski, da se povezujete, da imate zajednice i tako dalje. To je ono što je nama potrebno ovdje sada, prije nego što bude prekasno, prije nego što mi postanemo stranac u svojoj rodini, odnosno domovini. To je ono o čemu ja pričam. Drugi problem je u tome što trenutne države koje jesu, mi možemo da govorimo o Domovinskom ratu u Hrvatskoj. To je rat u kojemu je poginulo više od 20.000 Hrvata koji su branili svoju domovinu. Oni su se odvojili od Jugoslavije, to je bio njihov izbor, ja to poštujem. Oni su rekli mi ne želimo, mi želimo da imamo svoju državu, svoju domovinu. Hrvata je izginula tamo više od 20.000. Međutim, ta država koju smo mi dobili, ona ne štiti etničkog Hrvata, ona ne štiti Slavena, ona ne kategorizira konstitutivni narod, uopće ga ne definira unutar svojeg ustava. Što znači da Hrvat može realno da bude bilo ko, može da bude i Nepalac i Filipinac, ako se tako izjašnjavaju. Dovoljno je samo da odeš na sustav e-građani, da promijeniš svoju nacionalnost sa te koju si imao, Nepalac i ti možeš da postaneš Hrvat. Ako si živio, određeni period u Hrvatskoj, možeš da dobiješ hrvatsku putovnicu, odnosno pasoš, imaš hrvatske papire, izjašnjavaš se kao Hrvat. Što se tiče Republike Hrvatske, ti si Hrvat. To je potpuno demonska struktura koja dovodi do toga da ćemo mi kao narod da izumremo. Jer mi smo prihvatili, znači ja nemam ništa protiv otvorenog tržišta. Međutim, mi imamo surovi kapitalizam u kojem čovjeka koji je vlasnik biznisa, njega nije briga ko će da radi za njega, bitno je samo da on dobiva više profita i to je sve. I ako on može da unese unutra 300.000 Nepalaca, on će to da napravi. Ako može da dobije više profita na tome. Znači, prodali smo svoju zemlju strancima. Naši ljudi koji su ta klasa koja barata sa kapitalom su otuđeni od vlastitog naroda. Njih nije briga. Njih nije briga za mene, za tebe gledatelju koji nas sada slušaš. Nije ih briga. On će tebe da zamijeni. Ti si njemu potrošna roba, on zna samo novac, novac, novac. Mamon, to je njegov bog i to je to. Ono što treba da se napravi je ono što sam ja pričao ovdje. Prvo, mi moramo u državi koja je, uzet ću Hrvatsku kao primjer, Stefane. Mi smo povijesno imali nesuglasice sa Srbima. Srbi nisu drugačiji narod od Hrvata. Srbi su isti narod kao Hrvati. Govore isti jezik, izgledaju isto. Jedino što je razlika je u tome što se drugačije izjašnjavaju po nacionalnosti. Prvi korak koji mi Hrvati trebamo napraviti, ako ćemo se vratiti razumu, vratiti normali, mi moramo sve slavenske manjine priznat kao konstitutivan narod, odnosno moraju biti jednake kao Hrvati, ali prvo moramo definirati to da su Hrvati Slaveni po našem ustavu, da su Slaveni konstitutivan narod i da sve slavenske manjine, koje nisu manjine nego su dio jednog te istog naroda, koji je konstitutivan i državotvoran i on mora biti po ustavu zaštićen. To znači da ti u Makedoniji, ako ti dolazi strani radnik, prvo tog stranog radnika, ako je to neka osoba koja nije etnički Slaven, ona mora tu biti određeni vremenski period i onda ide van. Znači, on može da dođe tu da radi, može da ostane 3-4 godine, ali ne može da dobije papire, ne može da dobije pasoš, ne može da dobije državljanstvo, jer nema etničko podrijetlo slavensko. Njegovi preci nisu Slaveni i to je priči kraj, tu je točka. Onda imamo u hrvatskoj politici specifično to što si rekao sukob između Bugara i Makedonaca, tako mi imamo Hrvate, Srbe. Oni imaju
svoju srpsku političku stranku koja postoji unutar Hrvatske. Ona ima poseban manjinski status, oni imaju 3 ili 4 mjesta u Hrvatskom parlamentu. Oni moraju kao stranka da se tretiraju kao nominativna hrvatska stranka, što znači da moraju da se natječu sa svim ostalima. Ne mogu da imaju manjinski status, jer nisu manjina. Nisu manjina, oni su konstitutivan narod, oni moraju biti prihvaćeno jednako kao Hrvati. Jer Slaveni su jedan narod i to je to. Mi moramo da vodimo takvu politiku dok još uvijek imamo nacionalnu državu, dok smo još uvijek većina. Treća stvar, mora biti prioritet uvoz migranata, stranih migranata iz slavenskih država. Ako mi imamo, ne znam, Makedonca koji želi da ide da radi u Hrvatskoj, on mora imati prioritet. Znači, ako ti želiš da ideš da radiš u Hrvatskoj, moraš da imaš prioritet i ti po Ustavu moraš imati pravo da te se tretira jednako kao bilo kojeg Hrvata koji je u Hrvatskoj. Jer si isti si narod, ti si konstitutivan narod, to je tvoja država jednako koliko i moja, isto kao i Makedonija i sve ostalo. To je taj mentalitet koji mi moramo da preuzmemo sada, ako želimo da dođemo u konačnici do jedne države koja će biti sila u svijetu, u Europi i tako dalje. Pa ne, ova je svjetska sila, nesporno. Nesporno дека ќе биде светска сила, затоа што самата филозофија на словените е тоа да никогаш не се предаваат. И покрај сите препреки, војни, масакри, геноциди, ние се уште сме тука и им пркосиме. Ние со секој нареден ден како се уште постоиме, они не може да се помират со тоа дека ние се уште сме тука. Тоа го знаеме ние најдобро македонците, тоа што ние континуирано ние сме напаѓани од сите можни страни. Они успеа да не исчитат етнички од беломорскиот дел на Македонија, каде што го замени населението со грчко, која патем Грција добро познато дека е творевина на западните сили, со цел уништување на македонизмот, први уништување, после и ребрендирање како грчки, и гледаме како се постепено или се случуваат етнички чистења на словените од нивните прататковински земји, или пак имаме многу чест случај германизирање, како што има случувано и врз чесите, врз словаците, врз пољаците и така натаму. Ако видат дека не може со сила, тогаш преминуваат на духовна асимилација, духовно уништување, кое што е многу поопасно од ова физичкото, тоа што физичкото знаеш реално кој ти е непријател, вака преку одредени зацкриени, да кажеме финти, ќе ги наречеме, успева да влезат во семејството и да внесат во образовниот систем дека во Македонија конкретно ќе ти кажат ти не си словен. Ти не си словен, иако користиш кирилица, иако го зборуваш тој јазик, иако дека не знам, има очигледен континуитет на овој народ од почетокот на записите историски до ден денешен. И нема забележана некоја огромна миграција. А повторно, секоја миграција која што била, како што кажав преска, била од таму до тука и обратно. И таа не била миграција кај странец, била кај сопствениот брат. Едноставно, ониш кај сопствениот брат на гости. Ете. Можеби не траело 5 дена тој пат, траел можеби 2 месеци, бил суров, но постоел физички можем пат да се дојде до таму. И тоа не е тајна. Тоа не е тајна. Проблемот е што они го манипулираат тоа со цел да го угушат панславизмот. И што направија сега? Сакам да споменем Европската унија. Имаше една наратива, не знам дали може си налетал, дека во Обединената Европа имаме обединет словенски свет. Може си забележал за тоа. Така. Да. Тоа е апсурдно. Како можам јас да бидам во исти сојуз со оној кој што мене сака да ме уништи? Нема никаква логика. Tako je, nema logike. Ja ću samo da se nadovežem na tvoju misao, to što si govorio da pokušava sustav da te uvjeruje da ti nisi Slaven. To je nešto što je posljedica liberalizma, sekularizma i toga modernog sustava kojega smo mi prihvatili. To se zove na našem jeziku otuđivanje. On želi da tebe otuđi od tvojega susjeda, od tvojega identiteta, od tvojega naroda, od tvoje povijesti, falsificira tvoju povijest, lažira, želi da te uvjeri da si ti samo individua koja može da bude što god želi, tako da budeš mačka, da možeš da budeš slon, helikopter. Uvodi se razni transformeri, transvestitizam koji se gura našoj djeci. To sve ide ka tome da čovjek
bude savršen potrošač, da bude savršen konzument, jer takva jedinka je najbolja u liberalnom sustavu. Jer ako ti nemaš narod, ako nemaš svoju povijest, ako si otuđen od svega i svačega, šta je smisao tvog života? Pa ti ćeš samo da jedeš, da piješ, šta ćeš da kupiš i to je to. Da. Oko toga se vrti tvoj život, tvoje postojanje i ti nemaš ništa više od toga. Ja ću samo da kažem o hrvatskoj povijesti. Znači, našoj hrvatskoj povijesti neki nazivaju doktora Franju Tuđmana, neki ga zovu, kažu da je prvi hrvatski predsjednik, da je veliki vođa, neki kažu da je on začetnik Hrvatske, pa neki Starčevića nazivaju ocem domovine i tako dalje, neki govore to je za Tuđmana. To jest ispada ko da su Hrvate stvorili Tuđman i Ante Starčević. Ko da smo mi nekakav narod koji je svoj identitet dobio u 19. ili 20. stoljeću i prije toga apsolutno nije postojao. To je bio nekakav period našeg otuđivanja u 19. i 20. stoljeću. Pred kraj 20. stoljeća mi imamo Domovinski rat, što je bila velika tragedija, ali to ulazi u formu novog identiteta, jer liberalna bolest, ona je progresivna i ona progresivna znači da se pogoršava sa vremenom, postaje sve gora i gora. Znači, prvo je bilo da te uvjeri u to da si ti, Ante Starčević je tvoj otac, drugo je da je Tuđman tvoj otac. Znači, Ante Starčevića, dosta Hrvata više se ne sjeća Ante Starčevića, sada je Tuđman glavna stvar. Onda Tuđman više nije glavna stvar u 21. stoljeću, sada je glavna stvar Domovinski rat, nogomet, odnosno fudbal za Makedonce i to je to. Znači, to je moderni hrvatski identitet. Moderni hrvatski identitet se temelji na nogometu i na Domovinskom ratu, na tragediji Domovinskog rata. Bez toga ne postoji moderni hrvatski. To je ono što veže moderne Hrvate jedne za druge. Jer oni o povijesti ne znaju ništa, niti ih zanima. Zanima ih Hrvatska koja igra na svjetskom prvenstvu i zanima ih komemoracija Domovinskog rata. I to je to. Sa Srbima je slična stvar. Srbi isto tako imaju sportove i tako dalje, ali kod Srba je glavno to što ih ujedinjuje glavna tragedija Jasenovac. Bez Jasenovca moderni srpski identitet, znači postoje srpski nacionalisti koji idu dalje, koji se sjećaju se Srpskog carstva, sjećaju se cara Dušana i tako dalje. To je nešto drugo, ali većina Srba nažalost ima površan identitet. I tako Hrvat i Srbin ne može niti jedan Slaven da formira čvrste veze međusobno ako temelje svoj identitet na takvim stvarima. Jel tako? Što nije tako? Znači, mi moramo prvo da se vratimo nazad u povijest, da pogledamo na pretke, da gledamo, mi smo etnički potekli od tuda, mi smo u krvnom srodstvu, mi govorimo isti jezik, imamo isti identitet, to je ono što nas veže. Ne genocid. Moramo se maknuti od genocida. Drugo, ljudi trebaju da se pokajaju. Oni ne žele se pokajati za neke stvari. Hrvati, na primjer. Kad se govori, na primjer, o genocidu, Jasenovcu škakljiva tema, ili Srbi kada se govori o Domovinskom ratu. Srbi su izvršili potpuno nepotrebnu agresiju pred kraj 20. stoljeća, koja je bila besmislena, zato što je država za koju su se borili, nije to Dušanovo carstvo. Neki Srbi su mislili da štite Dušanovo carstvo. To je građanska država koja će da te zamijeni sa crncima i Nepalcima. To je ono za što si umirao, to je što si štitio. Isto je sa Hrvatima. Oni su mislili, mi smo sebe branili, mi smo stvorili Hrvatsku državu, Hrvatska država će da te uništi. Zamijenit će te. Jer ona te ne štiti. Ti za Hrvatsku državu ne postojiš. I to je to. Pa se gleda, mislim, su ti veterani. Da. Su veteraните najdobro se gleda. Kaj nas, случајот немаше, фала му на Бога, Македонија не беше дел од тој конфликт, но ние имавме наш конфликт во 2001 година, кој што беше против несловенски народ. Поддржан, значи тој народ беше поддржан, односно не беше цел народ, беше одредена група на луѓе која беше финансирана од Запад со цел да се уништи словенското население, односно македонскиот народ тука. И
нормално, како што кажи ти, државата апсолутно не се интересира воопшто за тие луѓе. Денешните луѓе, значи кои што биле вклучени во тие војни операции, војни действија, се оставени на милост и немилост на времето. Живеат во разрушени домови, без пензија, без воена пензија, инвалидска пензија и така натаму. Голем дел од нив веќе се починати и не починати од старост, починати од болести. Затоа што немале пари да се лечат, а тие болести притоа ги добиле во нивните домови кои што практично не ни може да се наречат домови. Подобар пристап би било доколку би оделе во затвор. Буквално. Да. И сега гледаме една идиотска политика од страна нашите држави, каде што секого се негира. На Бугарија нас не ни го признаа нас идентитетот. Србија не ги признаа босанците, вика дека се срби. Босанците едно вика дека србите се агресори, војни, геноциди и така натаму. И ние постојано место да концентрираме нашата енергија кон вистинскиот агресор, кон оној кој што ги прави сите тие проблеми, ние меѓу себе се бориме. И што е многу важно, главната поента е тоа дека не гинат тие кои што ги создаваат проблемите, гинат оние кои што се жртви на таа пропаганда. Значи народот гине, кој што воопшто не е ни крив. Едноставно лош сплет на околности се случило тоа да потпаднат под влијание и да земат оружје во рака, да го убијат собствениот брат. До ниво на тотална, како да кажам, на тотален масакар. Тотален масакар. И сега гледаме повторни обиди за такво сценарио, повторно едноставно паметот не ни доаѓа, не ја сваќаме шемата која што ја прават нашите непријатели. Се повеќе и повеќе сме оддалечени од потенцијално вакво обединување. Се подалеку и подалеку сме. Успешно внесоа одредени 5 словенски држави во Европската унија. Ја бришат постепено, нели, словенската култура, внесуваат мигранти. Официјална политика на Европската унија е мигранти. И каде се најзастапени? Се знае. Многу во словенските земји. Каде што не можат, во Македонија не можеа, во Србија не можеа, во Хрватска за пред скоро време не можеа, но почнуваат кај вас, тоа го имаш кажано. Да. Во Македонија не можеа, тоа што не сме членки на Европска унија, но потпишаа договор со британската амбасада, односно со британското министерство, веројатно за надворешни работи или таму тој договор не е добро познат, за носење на мигранти од Британија во Македонија. Па тоа ако не е план за уништување на словенското македонско население и општо, нели, тие центри ги во Србија и на Косово, па мислам очигледен е планот. Проблемот е што ние сме се уште замајани со таа некоја идеја за Европска унија и за НАТО, каде што не можеме да ги видиме реалните проблеми. Имаме розови наочари на очи ставено и не гледаме дека проблемот не е србинот, не е бугарот, не е ниту хрватот, најмалку русинот или украинецот. Проблем е тој кој што успешно инсталира влади во државите, во словенските држави и подоцна, нели, преку пропаганда, успешно ги зајадува народите и прави неповратна штета, која што едноставно ќе се трудиш да ја поправиш наредните 50 години, а он ја уништил за 3. Да, ја ću да ти кажем, значи, наш народ се бави у мејнстриму апсолутно глупим темама, као што е, на примjer, колико je ljudi umrlo u Jasenovcu. Apsolutna kontroverza i apsolutno retardirana tema. Zašto? Zato što ti možeš da čuješ različite brojke. Slušaj, ja sam čuo 1.200.000, 1.750.000, 600.000, 300.000, 80.000, 7.707. I to su sve različite pozicije koje dolaze sa različitih srpskih i hrvatskih strana. Sad, obično Hrvati imaju naklonost da umanjuju broj žrtava, Srbi imaju naklonost takvu da povećavaju broj žrtava. Međutim, postoje iznimke, na primjer imaš srpskog episkopa Čulibrka koji je rekao da je prema službenoj statistici u Jasenovcu umrlo 80.000 ljudi, što je mnogo u 4 godine. I Srbi mu kažu, ti si ustaški episkop, ti si ustaša, on je episkop Srpske crkve.
Dakle, ljudi, vi se bavite kompletno nebitnim temama. Znači, iz moje perspektive, ja sam Hrvat, ali ja ne uzimam niti jednu stranu. Ja ne znam koliko ljudi tamo umrlo, znam da su ljudi umrli tamo. I vi se namećete oko toga koliko je ljudi umrlo tamo. Dok sada nad nama se sprovodi pokolj, znači nas se iseljava, nama se uvaljuje sotonistička LGBT propaganda u škole, nad nama se sada vrši genocid. Da. Vi se vraćate 100 godina unazad i prepirete se oko nekakve brojke koja danas nema nikakav utjecaj na naš život, ni to kako mi živimo. Tako. Oni su zapeli u prošlosti i to je to oko čega se oni orijentiraju, dok mi trenutno sada propadamo. Naša mladost propada. Ako pogledaš našu mladost, oni su u države instalirali takvu kulturu koja je apsolutno dekadentna, kulturu smrti, gdje ti nemaš više normalan način da mladi se upoznaju, da stvaraju nove obitelji, da započinju poznanstva, nego samo imaš dekadentne stvari, možeš da piješ, možeš da se kockaš, to je super, baka prase, treba da bude tvoj uzor, treba da bude tvoj idol, treba da živiš kao on, to je ono što se gura mladima. Ono što mi mora da napravimo je zdravo okruženje, gdje će da bude zdrava misao, gdje će da bude kršćanska vjera, pravilan način života i gdje ljudi mogu normalno da stvaraju normalna društva, poznanstva i tako dalje. To je vrlo važna inicijativa. Reci sada šta si htio. Во однос на историјата, да, и македонскиот народ е заглавен во историјата. Ние толку сме преокупирани со историјата што не можеме да погледнеме напред пред нас. Не можеме да видиме дека во училиштата се веќе влезени ЛГБТ пропагандите. Не можеме да видиме дека децата учат дека може да го сменат полот на 10 годишна возраст. Да. И они отворено, нашата влада отворено не лаже дека тоа не е план, дека тоа не е проект. Иако отворено и јавно го прават тоа, се сретнуваат со такви здруженија кои што и подпишуваат меморандуми со работка и одредени па да кажеме планови за одредена кампања 26, 32, 36 и така натаму. Значи они деценијски планови прават како ќе го уништат македонското дете. Едноставно. И сега во ред, историјата е многу важна, да не се разбереме погрешно. Историјата е од круцијално значење, но од круцијално значењето аспект дека можеме да видиме каде сме погрешиле во минатото. Ние гледаме каде сме погрешиле или пак не гледаме, а од друга страна повторно ги правиме истите работи. Па ако до сега не сме виделе дека овој народ што живее на овие простори тука, по милионити пат, ги прави истите грешки и поделбите секој нареден пат се поголеми и поголеми, па јас не можам да разберам што повеќе ни е потребно. Зошто воопшто и учиме историја, ако не сме ги научиле претходните грешки. И се бавиме со демагоги кои што немаат апсолутно никаква историска логика, ниту обична логика, нема потребна ни историска да биде. Не треба многу да размислуваш за да сватиш дека нема логика таа голема представа на народите што оние тврдат. Историска глупост, која што македонците, србите, хрватите и сите останати ја голтнаа како апче. Едноставно ја голтнаа. Абсурд. Како и се што голтат, како што ќе голтнат и ЛГБТ пропагандата. Апсолутно никој не се побуни активно за таа пропаганда, се додека не сватија колку е сериозно. Ако веќе беше доцна. Веќе беше доцна во Хрватска, ти ми кажа претходно дека веќе се на голема врата влезени. Така ли? Tako je. Znači postoji inicijativa Karte na stol koja su stvorili roditelji zato što su bili zabrinuti od toga šta grad Zagreb stavlja u udžbenike djece, gdje se uči djecu da je normalno da dva mlada dječaka imaju spolne odnose jedan s drugim, gdje se njih uči da je transgenderizam, da je to nešto normalno. I Stefane, ono što je najgore u svemu tome, oni to nazivaju, odnosno ljudi koji to kritiziraju, to nazivaju, znaš kako? Rodna ideologija. Da. Rodna ideologija. Што е повторно абсурд. Што е тоа род? Они го злоупотребуваат словенскиот термин род, најсветото нешто што е за нас. Која манипулација? Нема сила на светот која што може мене да ме разувери од тоа дека ова не е умешна пропаганда. Веќе малтене, ако не се лажам, најмалку еден век добро смислувана, со цел манипулација. Значи, манипулација со нашите зборови, за да може полесно да ги голтнат нашите граѓани, нашите народи. И тоа успешно го направија. Род. Он ме убедува дека род и пол е исто.
Така? Da. Rod se odnosi na naše slavenske pretke, na nas kao narod. Ne odnosi se na gender. To je ono što oni govore pod rod. Sama riječ gender, ona nije slavenska riječ, ona je strani koncept koja se infiltrirala u naš jezik kroz tu gendernu ideologiju. Predstavlja se kao rod. Kao rod. Da. Strašno, apsolutno strašno. Znači to je potpuna zamjena terminologije i preusmjeravanje na nešto sasvim nebitno. Ja ću da ti kažem da je genderna ideologija nešto novo, nešto što nije postojalo prije, 300 godina recimo. Ona se javila sada, njezin cilj je da robotizira čovjeka. Tako. Ona dolazi kod mlađe djece, gledaj koja je ciljana meta. Znači nije ciljana meta genderne ideologije, to nismo ja ili ti. Ti imaš 22 godine, ja imam 23. Nas ne cilja, mi smo ju uspjeli izbjeći. Tako. Dolazi na mlada pokoljenja, na mladu djecu, jer oni znaju ako uspiješ u ranoj dobi mlado dijete da mu izvrneš mozak i pamet, to je to. Tako je. Dijete je gotovo za cijeli život, neće nikada da se oporavi. Hoću da se nadovežem na važnu temu, znači ljudska prava je također još jedna podvala. Oni kažu pravo na izbor. Šta znači pravo na izbor? Pravo na izbor znači da ti možeš ubijati dijete u 8. mjesecu trudnoće. To je pravo na izbor. Pravo na izbor znači ako jednoga dana tvoja kćerka dođe tebi i kaže Stefane, odnosno tata, ja se osjećam kao muško, ja želim hormonalnu terapiju i tako dalje, i ono dođe u institut za promjenu spola, kaže ja želim da mijenjam spol, ti kažeš ne može, šta radite? Oni mogu tebi da uzmu tvoje dijete, to je pravo na izbor. Znači potpuna podvala, znači ljudska prava su liberalni izum s kojim oni diktiraju svoj narativ na nas. Nama diktiraju naš moral, kako mi moramo da se ponašamo, što je dobro, što je zlo. To je nešto što je zamijenilo religiju. Danas ljudi u Hrvatskoj, ne znam kako u Makedoniji, ali obično kada razgovaram sa drugim Slavenima, oni kažu Hrvati su rimokatolički narod. Da. Nisu, to je iluzija. Znači oni se izjašnjavaju, oni su se izjasnili oko otprilike 80% kao rimokatolici. Od tih 80%, 20% posjećuje crkvu nedjeljno. Od tih 20% koji idu na liturgiju svaku nedjelju, možda 10 ili 5% znaju nekakve osnove o svojoj vjeri, ili da ti kažu, ne znam, ako ga na ulici zaustaviš i kažeš mu objasni mi Svetu Trojicu. Možda 5%. Najviše što je zastupljeno u našem narodu je sotonizam, ali ne sotonizam u smislu da oni vjeruju da postoji Sotona i da je Sotona Bog, nego u smislu da oni smatraju sebe kao vrhovni autoritet. To jest oni za sebe misle, kažu ja sam Bog, ja mogu radim šta hoću. To je liberalizam, praktično. Tako je, to je liberalizam, to je smisao liberalizma i to je infestiralo i naše mlade, zarazilo je sve nas otprilike i to je jedan od glavnih problema u našem društvu o kojem neće niko da ti priča. Kod nas, u Hrvatskoj, ti nemaš političkog izbora, ti možeš da odeš u najviše desnu političku stranku, možeš da odeš i u najviše lijevu koji su kao komunisti, najviša desna je HČSP, ali sve su oni liberali, sve su oni, tako je, znači on se predstavlja kao drugačija ideologija, kao drugačiji stav, ali svi dijele ideologiju ljudskih prava, svi dijeli ideologiju da je pojedinac vrh. Pojedinac je, cijela stvarnost se vrti oko pojedinca. To je svima njima opća ideologija. Ti ne možeš u Hrvatskoj istupiti ozbiljno kao neliberalna stranka, kao netko tko kaže mi želimo imati državu koja je utemeljena na Božjim pravilima, na Božjem zakonu, mi ne želimo imati sekularnu državu, mi želimo biti u skladu sa time što je Bog naumio za nas, da živimo tako kako je Bog zapovjedio. Ti ne možeš to da imaš. Oni djecu indoktriniraju već dugo godina, ne znam, u školi će da te uči evoluciji, da si nastao od majmuna i tako dalje. To je dehumanizacija. To je dehumanizacija, ali nikoga nije bilo briga za to. Nikoga nije bilo briga za to što se to uči djecu. Ako si stupio protiv toga, nazivaju te luđakom. Šta si ti si fanatik. Šta ti pričaš? I sada kada je došlo do toga
da oni govore da djeca mogu mijenjati spol, onda se stvori inicijativa, karte na stol, mi ćemo sada ovo ono, što se gleda kao izoliran problem od toga da uče djecu sekularizmu, uče djecu toga da su sve religije jednake i tako dalje. To je masonstvo, liberalizam, masonerija i tako dalje. To su njihove ideje koje su oni nama uvalili. One su konkretno u Hrvatsku ušle i kroz katoličku crkvu, koja je u potpunosti zaražena i infiltrirana od strane njih, što je nešto s čime će Hrvati se morati pomiriti ako žele preživjeti kao narod. Ti imaš sama Rimokatolička crkva kao institut, ona je bila zaseban stup ili stup u povijesti koja je imala svoj autoritet do 20. stoljeća kada ga je izgubila, gdje je sprovedena potpuna infiltracija od strane masonerije i sada ona služi kao produžena ruka CIA, tajnih službi i tako dalje, potiče masovnu migraciju. Naprimjer, imaš dokument Rimokatoličke crkve koji se zove Gaudium et Spes. Gaudium et Spes 66 kaže da bilo koji migrant koji želi da dođe u tvoju državu, ti mora da ga primiš. Mora da ga primiš, jer mora da budeš human, mora da imaš humanosti, moraš da vjeruješ u humanizam i mora da ima pravo da dovede cijelu svoju obitelj u tvoju zemlju. Što je potpuna legalizacija zamjene stanovništva. Znači, dragi moji Hrvati, ovo je najviše poruka za vas. Rimokatolička crkva, njih ne interesirate vi kao narod, ona želi da vas zamijeni kao stanovništvo. I onda se postavlja pitanje šta je alternativa uopće, šta je alternativa? Alternativa je da se vratite apostolskom kršćanstvu, da se vratite pravoslavlju. Postoji velika stigma na pravoslavlje u Hrvatskoj radi Srpske pravoslavne crkve, jer se smatra kao srpska religija, smatra se kao nekakva sekta srpska, kao nekakav kult, ali nije. To je istinska katolička crkva. Mi kažemo na slavonskom jeziku saborna. Saborna se prevodi kao katolička. To je jedno te isto. To je istinska katolička apostolska crkva koja je postojala od doba kada je Isus Krist hodao na zemlji. Vi morate to da prihvatite. Ja poštujem hrvatsku desnicu, tamo je bio DP i tako dalje, koji je počeo da provlači tezu da nisu svi hrvatski pravoslavci Srbi, da postoje pravoslavci u Hrvatskoj koji nisu Srbi i tako dalje. To je dobro. To je dobro što su proširili takvu svijest da postoje i Hrvati pravoslavci. Postojimo, jel, tu smo. Nismo nikuda iščeznuli. Ali nije dobro to što oni misle da može bilo ko da samo formira pravoslavnu crkvu kao jednostavno tako. Crkva ima svoja pravila, treba da postoji pastoralne potrebe za stvaranje nove mjesne crkve i tako dalje, koje mi u Hrvatskoj nemamo. Mi nemamo potrebu za stvaranje mjesne Hrvatske pravoslavne crkve, ali hrvatski pravoslavci su manjina, a i govorimo isti jezik kao Srbi, tako da nemam takvu potrebu. Ali digresija, kažem, evo, šta je tvoje mišljenje o tome i tako, kako se vi odnosite ka toj temi? Pa vidi, Да. Проблемот е, конкретно можеме да разговарам за темата за со бугарите, затоа што тоа јазикот е доста сличен. Да. И настанува проблемот каде што они нас не негираат, а не сваќаат од таа страна дека поголем брат од нас нема да имат, како што нема да имат поголем брат ниту од Србија, ниту од Хрватот. Дека кога во случај на наше исчезнување како македонски народ, дека следни се они. Дека едноставно то така оди. И еден по еден систематски ќе ни уништуваат. Се додека не сватиме дека поголем брат од словенот, словенскиот брат, нели, од другата држава, навидно другата држава, немаш, дека не може французинот или германецот или американецот или британецот, англичанот, како сакате кажете го, не ти е поголем брат, напротив ти е душман, ти е непријател, тогаш не знам како да се објасни. Пак ќе кажам, историјата тоа го потврдува. Историјата покажа дека сите завери кои што настануваат поделби помеѓу словените се од таму дојдени. Многу е просто, само пратете логиката на настаните. Што се однесува до православието и католицизмот, да, изворно словените се православни христијани и тоа е факт. Тоа е факт. Како православни христијани знаеме дека големата шизма настана поради она кое што го стори тогашната западна црква, позната како католичка, иако и ние сме католици според догмата, нели? Католичка ние сме католичка означува соборна, сабор. Да. Што сме ние една света соборна и апостолска црква. Тако е. Тоа е католицизам. Тоа значи
нешто посебно. Значи православната црква е католичка црква од тој аспект. To je. Они се римска црква, нема ништо со католицизмот, се одвоја едноставно од основните апостолски догми и она што е вистинското христијанство и за жал го узурпира христијанството за да наметнат една идеологија која што е против сите можни начини и сваќање на животот на словените. Против сите. Ватикан, тотален абсурд, значи Ватикан донесе уредба или како ги нарекуваат тие. Uredba, da. Да, уредба, значи која што дозволува меѓу истополови бракови, значи бракови меѓу исти полови. To je nije dozvolila međuspolne brakove, dozvolila je blagoslivljanje gej partnera. To je to, da. To je ono što je dozvolila. Tako je, znači Rimokatolička crkva je popustila pred modernizmom. Ja ću samo da kažem za gledatelje koji nas slušaju iz Hrvatske, ima sigurno Rimokatolika. Znači Isus Krist je rekao ja sam jedini put, istina i život. Nema drugoga puta do Oca osim kroz mene. To je fundamentalna dogma kršćanske vjere. Ako ti ne vjeruješ u to, oprosti, ti nisi kršćanin. Ako ti vjeruješ da postoji više puteva, ti nisi kršćanin. Otvoriti katekizam Rimokatoličke crkve, šta ćeš tamo da nađeš? Tamo ćeš naći da se govori o muslimanima, da se oni klanjaju jedinom milosrdnom milostivom Bogu zajedno sa nama, odnosno sa kršćanima, i da su muslimani uključeni u naum spasenja. To u prevodu znači da se oni spašavaju bez Isusa Krista. To je odstup od apostolske vjere. Žao mi je. Vi imate učenje Rimokatoličke crkve o Židovima. Ona kaže Božji darovi su neopozivi, u tom smislu da Židovi postoje zasebno kao entitet koji i dalje ima djelovanje Starog Zavjeta. Odnosno oni kažu Isus Krist koji je došao na svijet da spasi svakog čovjeka i svaki koji vjeruje u njega da ima život vječni, oni kažu Židovima to ne treba. Nemoj da propovjedaš Židovima, Židovi se spašavaju po starom zakonu sami od sebe. To je čisti sotonizam. Znači, dragi ljudi, osvijestite se, to što Rim sada propagira smrt, ne samo tebi, meni, nego i ljudima koji su u zabludi, koji su na krivome putu, kojima je potrebno Božja riječ, Božje evanđelje. Oni kažu ne, nije potrebno. Postoji više puteva do spasenja. Tako je i Papa nedavno rekao. Pa i budisti, i hindusi, pa i oni vjeruju u jednoga Boga, pa sve je to isto, pa više je puteva i ne treba njima da propovjedamo. Znači, praktički Rimokatolička crkva je iščeznula. Znači, to nije više niti kršćanska vjera. Rimska crkva nije kršćanska. Tako da to je isto neka tema koja treba da se poteže. Šta se tiče muslimanskih migracija i tako dalje, neko kaže, kolega je rekao radikalni islam. Ja ti kažem, ne postoji radikalni islam, postoji islam i nominativni islam. Nominativni islam imaš 2 milijuna Bošnjaka koji su nominativno muslimani, ali oni ne prakticiraju svoju vjeru, razumiješ? Postoje ozbiljni muslimani koji su kao radikalni muslimani, ali oni nisu radikalni, oni su normalni, oni su regularni. Znači čovjek koji je musliman, koji prakticira vjeru, on je regularan musliman, iako javnost bi ga klasificirala kao radikala. Sad tu postoje različite podgrupe. Glavna problematična grupa u islamu koja se nama gura je sponzorirana od strane Saudijske Arabije. To je vahabizam, posebna sekta. Ona se importira u Europu, ona tu radi svoje čelije i ona nama stvara probleme. Ali općenito kršćanstvo i tako dalje, evanđelje treba da dođe do svakog čovjeka i do svakog muslimana i do onog najradikalnijega. Ali kažem, glavni problem su vahabiti koji dolaze kao od strane Saudijske Arabije u naše zemlje koji će da nam rade probleme. I ti nemaš u religiji kao što je rimokatolicizam, nemaš čime da mu se odupreš, nemaš kako da ga uvjeriš da je u to što on vjeruje pogrešno, jer si već rekao, pa mi vjerujemo u jednoga Boga, sve je cool. Ali oni nisu cool s tobom, razumiješ? Da. Во Македонија имаше една теза, тоа што ќе кажам најверојатно излезе како контратеза на
на нашето, иако не беше експлицитно кажано дека родина е таа која што вулгарно ќе се изразам тресе глупости, Да. но беше очигледно дека на нас се однесува тоа. Одредени групи кои што се декларираат како македонски патриоти, националисти и што ти ја знам што уште, кажа отворено дека панславизмот е идиотизам. Буквално идиотизам го нарекоа, дека е тотална глупост и да не си играме играчки, да не мислиме, тоа беше наменето за младите луѓе, тоа што многу млади луѓе ги следат тие профили, дека тоа е една глупост, идиотизам кој што не треба да се прати и имаме веќе обединета Европа во лицето на Европската унија и дека тоа е едно така, мислам, бајка. Не знам дали кај вас во Хрватска постои таква наратива или едноставно општо не се ни замараат со тие теми? Да, постои. Значи, опченито веćina ljudi se ne zamara i ne razmišlja o tome, ali postoji jedan sektor ljudi koji ne da kaže da je to bajka, nego kaže mi smo dio zapadnog civilizacijskog kruga, jer mi smo rimokatolici, mi smo kao Mittel Europa, Srednja Europa, mi ne želimo da se družimo sa Balkancima, Balkanci su primitivni i tako dalje. Znači, postoji takav mentalitet i iz toga ide se na to da mi smo Europa, a Europa je isto što je Europska unija, a nije. Ne. Europska unija je supernacionalni entitet čiji je cilj da stvori jednu unitarnu europsku državu gdje će izmiješat će sve narode, napravit će jednu vjeru koja će biti totalno lažna, nekakav furš satanizam i to će postati nešto nominativno, nešto normalno. Pa ima i Kalergi je pisao o tome, postoji Kalergijev plan o zamjeni stanovništva, iako Kalergi je krivo shvaćen. Znači nije Kalergi imao nekakav naum ili plan da se zamijeni stanovništvo smiješa. Kalergi je napravio projekciju, odnosno predviđanje da će budući čovjek u Europi biti hibrid, nekakav rasni hibrid. I Kalergi je u tome u pravu, jer ako se ovako nastavi, ako mi tretiramo da je svaki čovjek apsolutno, kako da kažem, prazna ploča koja može da se oblikuje kako hoće i ti, ne znam, možeš pustiti 100.000 crnaca u Makedoniju, oni će naučiti tvoj jezik, usvojit će kulturu, postaće isti kao ti. To je neizbježno. Neminovno je da ćemo mi kao narod se promijeniti, odnosno ako se mi promijenimo, ako se smješamo do te mjere da sateremo krv, mi ćemo nestati kao narod. To je izumiranje naroda. Така е. Da. Еве за крај, мора да испратам една порака посебно до македонскиот народ, тоа што знам дека јасно ми е дека е тешко да се сватат овие теми. Ова е нешто ново, иако ново за сите нас. И за мене е ново, мислам, ја не сум го учел ова во училиште, ниту некаде сум го сретнал во образовниот систем. Како идеологија, како концепт, панславизмот е доста стар концепт, но за жал е нов во нашите сваќања, во нашето знаење е нов. И затоа мораме малку повеќе да сватиме дека панславизмот е добро за сите словенски народи. Апсолутно носи бенефит за сите нас. Во оној момент кој ќе сватиме дека нема поволен брат од братот Словен и дека само тој во мака може да ти помогне, ќе се вртиме во круг постојано, ќе имаме војни меѓу нас, ќе имаме геноциди, се до наше комплетно уништување. Затоа што, пропагандата, како што кажавме претходно, длабоко влезена тука во нашите образовни системи. Русија, како единствена земја која што се противи на тоа заедно со Белорусија, нели? Се противи на тоа, е страшно нападната денеска, страшно нападната, дури и воено. Но ќе видиме, мораме да останеме сплотени, да веруваме во таа идеја и да посочиме до сите наши граѓани, сите наши браќи и сестри, не само Македонија, а и во другите словенски земји, затоа што знам ова видео подкаст ќе го гледат и многу други од другите словенски земји. Мораме повеќе да се едуцираме на оваа тема, да не веруваме на тоа што ни го кажуваат во училиштата, на факултетите, затоа што тоа е пропаганда. Буквално пропаганда наменета за една единствена политичка цел, тоа е уништување на словените за секогаш. И верувајте, не сакам да звучам песимистички, но поблиску се него било кога во историјата претходно. Навистина се блиску да постигнат целта. Ова војна трае уште македонско-римските војни, каде што 5 војни, Македонија на крајот загуби во тие војни и се случи етничко чистење на македонците од тука. Па нели продолжи историјата завршувајќи со Втората светска војна, каде што почнувајќи од 1913 година до 1945 година
од прилика. Значи ова е некоја груба бројка има загинато 50 милиони Словени, груба бројка, не можеме да знаеме точна статистика, тоа што не се воде, нели? Но 50 милиони Словени никој не ги споменува. Зарем е можно тоа да се цело време се зборува за 6 милиони евреи дека се загинати, што ете, тоа е тоа, мислам, жално, секако секоја жртва која што загинала во војната е жално, но малку е глупаво и загрижувачки да не се спомена 50 милиони Словени кои што се загинати во рок од 50 години. Помалку од 50 години, 30 години, од 1913 до 45 толку, 30 години 50 милиони Словени се загинати. За време на Втората светска војна се половина од тие загинати. 27 милиони жртви даде Советскиот сојуз, од кои што 2/3 се Словени. Каде се југословенските народи, каде е Полска, која што премногу жртви даде. Така што историјата се повторува постојано, затоа што ја учиме на погрешен начин и гледаме во погрешните точки. Мораме да видиме дека сите војни кои што се водени на европскиот континент се водени исклучиво на источниот дел каде што се словените населени. Најкрвавите битки се на словенско тло, со словенска крв. А секогаш победници биле западните. Evo ja ću da kažem isto tako jednu poruku za kraj, dragi gledatelji, i u Makedoniji i u Hrvatskoj i u svim ostalim slavenskim zemljama. Sada, nažalost, provodi se taj rat u Ukrajini koji je svima nama poznat i događa se, ali trebate da znate da nikakvo zlo koje je došlo kod nas, i raspad obitelji, i raspad društva, i genderna ideologija, i sav taj liberalizam i sotonizam, to nije došlo sa istoka, nije došlo iz Rusije, to dolazi k nama sa zapada. Znači, nemojte biti u zabludi, nemojte ići u takvu propagandu da podržavate Ukrajinu, da podržavate rat. Mi smo protiv rata i rodna Makedonija je protiv rata, jel tako, Stefane? Tako je, ja sam protiv rata. Nitko od nas ne želi ići u rat s Rusijom, znači apsolutno protiv rata. Nema nikakvog smisla da mi dajemo oružje, da ratujemo sa Rusijom i tako dalje. Znači, to je apsolutno besmisleno. Eto, to je nešto što sam htio da kažem i to je, ja mislim, za kraj to možemo. Ти благодарам, Филип. Навистина, оставивме, мислам, дека видеозапис кој што ќе биде виден надалеку и на широко и дека словенските народи конечно ќе сватат дека вистинскиот непријател е од онаа страна. Не сме ние. Би сакал само за крај ме потсети. Во контекст на македонското прашање, македонскиот проблем, промената на името не дојде од Русија. Промената на знамето не дојде од Русија. Како што каже Филип, промената на образовниот систем не дојде од Русија, ЛГБТ пропагандата не дојде од Русија, идејата за миграција во Македонија не дојде од Русија. Најголемата пропаганда, нормално повторно од западните, дека Русија е македонски непријател. Најголемата пропаганда е тоа дека Русија стои зад поделбата на Македонија за Стефанска Бугарија и така натаму. Ве молам, тие теми се навистина болни за македонците и не треба да избрзуваме да носиме заклучоци кои што се погрешни. Мораме да гледаме историјата која што не ни се прикажува. Знам дека е тешко да се дојде до таа, но со вистински ентузијазам и посветеност можеме да дознаеме вистината. Ние живееме во лажен свет. Се ова што го гледаме околу нас е лажно, нереално и пропаганда. Се со цел наше комплетно уништување, одродување. И не одродување во контекст на ЛГБТ, туку одродување од нашиот род, словенски, славјански, македонски род. Почитувани браќи и сестри македонци, почитувани словени, ви благодарам што проследивте оваа емисија и Бог да ја чува Македонија и сите словени. Амен. Амен.